Добро вечер, ВМРО, ДПМН! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за сите вас. Независно на која политичка опција припаѓате, на која нација или на која вера припаѓате. Добро вечер за сите вие храбри луѓе кои што дојдовте вечерва овде пред владата на Република Македонија во време во кое што ова влада втерува страф кај луѓето, кај граѓаните на Македонија. И дојдовте заеднички да го искажиме нашето незадоволство од неправдите во Македонија. Неправдите од новата власт, која половина година диве и нанесува многу неправди на секаде и многу штета. Вечерва сме тука сите ние, кои не очекувавме, а може би и дел од оние кои очекуваа многу повеќе. Многу повеќе од оваа марионетска влада, која дојде на власт не вадејќи го зборот правда од уста. Ајде 6 месеци сите ние, македонците, албанците, турците, ромите, бошњаците, србите, власите, сите граѓани на Македонија, секојдневно се соочуваме или гледаме многу неправди. Неправди кои болат, неправди кои фрустрираат, неправди кои создаваат гнев, омрза, револт, бес, незадоволство, но и многу штети. Вечерва се собравме на еден курс протесен марш да го изразиме нашето незадоволство од неправдите на оваа марионетска власт. А ги има многу. И не може ни приближно да се набројат, дури и ако се генерализираат или воопштат. Ги има секојдневно. Се намножија и зачестија. Преидоа во навика. Внесоа страв и несигурност кај народот. Но народот полека излегува од таа состојба. Еве, се гледа тоа ова вечер. Иако се ангажираше цела армија на платени од народни пари луѓе, секојдневно преку медиумите или преку социјалните мрежи, да ги оправдуваат чекорите на оваа марионетска власт. Иако Заев назначи и министер за пропаганда, иако медиумите се под силна закана и најголем дел од нив замолкнати за давање на критика, сепак за неправдите се говори секојдневно, бидејќи се чувствува секојдневно. Ние од ВМРО ДПМН и од коалицијата за подобра Македонија може би сме најмногу изложени на неправдите од оваа власт, но не се поштедени ни многу други граѓани. А најмногу штета има државата, нашата заедничка држава Република Македонија. Ветуваа правда, а сега имаме реваншизам и тонење на економијата, на општеството, на моралните вредности. Не првата, туку последната година од мандатот ќе направиле нешто.
купување време, не денес, утре. А нема да биде ни последната. И тоа го знаеме. И сите тие неправди сакаат да ги оддалечат од мислите на народот со одвлекување на вниманието на истиот, со црнење на опозицијата, измислување спинови и афери, лаги и конструкции, верувајќи дека така може да го истераат целиот мандат. Неправдата се чувствува на секој чекор. Селективната правда е исто така неправда и создава револт. Зборуваат за правда, а неправди на секој чекор. Заробената држава ја крши храброста на луѓето, а стравот станува секојдневие. Луѓето се исплашени, уценети, го потиснуваат своето мислење затоа што во Македонија почнува да се казнува слободната мисла. А на љубовта кон татковината се гледа како на грев за кој почна да се оди во затвор. Животот никаде го нема, а неправдата и прогонот стануваат име и презиме во секоја област. Еве, например, во економијата. Ги зголемија акцизите за нафта, со што на граѓаните им се одзема по 3,5 денари повеќе за секој литар нафта. Според некои пресметки, на годишно ниво, на секое семејство ќе му се одзема по една просечна плата. Ова не го најавија пред изборите во декември минатата година. Ова е директен удар и за градежништвото кое тоне, за такси превозниците, за автобуските компании, за обичниот човек. Неправда е што најавуваат изголемување на персоналниот данок на доход, на данокот на добивка, на данокот на додадена вредност. Нешто што исто така не го најавија пред изборите во декември. Тоа ќе го плаќаат граѓаните. Еве, поминаа 6 полни месеци, пола година, а една нова странска инвестиција нема. Се откажаа од разговори за инвестирање со 60 компании и над 25.000 работни места кои владата на ВМРО им ги остави во наследство. Единствено деновиве се пофалија со една странска турска компанија Мура Тиджарет, но и таа не е од нивно време. Со нив водеше разговори Виктор Мизо и веќе беше направена резервација на 2 локации во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 2. Во време кога ВМРО, ДПМН и коалицијата ја водеа владата. Затоа велам, нема ниту една нова странска инвестиција. Неправда е тоа што ги исполажаа вработените на Фени, кој оди во стечај, вработените на Колска и на Еврокомпозит, за кои ветените пари за плати од предизборите во октомври ги нема. Неправда е тоа што го задолжуваат секој еден граѓанин. Долгот со седевизните резерви за 6 месеци се зголеми за нови 750 милиони евра, од кои начнаа дури 230 милиони евра од девизните резерви. Народната банка констатираше дека во третиот квартал не само што нема нови странски директни инвестиции, туку дека и постојните добивката ја изнесуваат, ја вадат од Република Македонија. Така се забележува одлив од преку 50 милиони евра само во еден квартал. А за наредната година ќе се задолжува владата со нови 900 милиони евра. Неправда е што лажно обвинуваат дека били иселени 600.000 граѓани во време на ВМРО. Но и неправда е што ветуваа дека ќе ги вратат во земјата. А за 6 месеци не само што не се врати никој, туку гледаме како незадоволни од хунтата на власт постојано се иселуваат пријатели, познаници, цели семејства. Неправда е што промовираа национална стратегија за населување на десетици илјади мигранти од Африка и Блискиот Исток.
А сега спроведуваат и кампања истите да се населат, додека домашните губат работа и осиновашуваат, додека илјадници граѓани на Македонија немаат работа. Неправда е што младите се заборавени, што нема средства за студентските домови кои ги предвидовме да ги градиме и реновираме. Ниту пак се предвидоа пари во буџетот за проектите кои сами ги промовираа, како оној, например, наречен младинска гаранција. Неправда е укинатото екстерно за кое ветија дека ќе понудат алтернатива, дека ќе понудат подобро решение, од кое нема ни трак, ни глас. Екстерното тестирање беше стигматизирано и злоупотребувано, а носеше стандарди кои веќе ги нема. И пак доаѓа време кога сите ученици да се со сите петки без реална основа. Укината е и Кембридж програмата, а први на удар беа дисперзираните студии. Ветуваа дебати, а носат законски решенија без ниту една дебата, а во поретки случаи се прават фингирани дебати. Донесоа некаков план наречен 369 само за пред камерите, но без суштина. Ете ги, поминаа 6 месеци. Нема ни НАТО, нема ни Европска унија. Неправда е пред изборите да ветуваат брзо членство во НАТО и почеток на преговорите со ЕУ, а сега да ни говорат дека ќе ја симнат условеноста на препораката која настана заради политичката хајка и политичката криза, создадена токму од нив. Кога сме кај неправдата, СДСМ доживеа кадрски дебакал со поставување на неспособни кадри на клучни места. Неправда е што на местото на Веле Сама, кој дипломираше на ЕУ и кој дојде од Microsoft во Сиетл, се постави Рамис Мерко Оструга. На местото на Бил Павлевски, кој дојде од Хјулит Пакард од Бостон, се постави Самка Ибраимовски. На местото на Гора Мицковски, кој дојде од Лондон, како соработник на Credit Suisse, се назначи Зориста Апостоловска. Впрочем, сте го видели ли досега некој од овој кадар на Заев во јавноста? И дали некој од нив ќе ги препознаете ако ги сретнете на улица? Неправда е што на местото на Виктор Миза од Харвард, кој дојде од General Electric и од Мекензи, дојде човек кој го шараше градов и е дел од платеничката револуција. А пак кадар како Обрадовиќ, мечетар од Србија, го стави Заев за свој советник. Неправда е и редењето на десетици учесници на шарената платеничка револуција на клучни места во администрацијата, со што се докажа дека главниот клуч за вработување не е тоа кој колку се школувал, или кој колку е способен или искусен, туку кој колку шарал и го наградил градот. Неправда е и партискиот реваншизам и партиската чистка која се прави по администрацијата. Неправда се на улица избрканите вработени од општина Карпош, од општина Делчево, од Македонски Брод и од многу други општини, од министерствата и од владата. Неправда е и мобигот кој се врши врз многу вработени во јавниот сектор, само затоа што политички се подржувачи или се блиски до ВМРО ДПМНЕ. Неправда е што има кривични пријави за вработените од помалите етнички заедници, ама од оној Непрокопсан Рашковски нема ништо за 1600 вработени од Рамковен, кои самите признаа дека им седат дома, а земаат вата. Неправда е и непотизмот кој силно се развива. Па така, Рашковски побрза да си се стави во собранието на акционери во Телеком, а има и фамилија за неговиот шеф, има и за фамилијата на неговиот шеф. Според пишувањата и на самите медиуми, текстилниот гигант Гераф Цунев беше купен за само 20.000 евра од прв братучет на Заев и со тоа кланот се стекна со собственост од 22%.
од фирма која има над 7000 метри квадратни атрактивен индустријски делове простор. Над 7000 метри квадратни. За тие пари сите останати граѓани на Република Македонија може да си купат само гасонјера од 25 метри квадратни и ништо повеќе. Тоа е таа шема. Покус не остана и тендераш од мултимилионер Кочо Ањушев, користејќи ја позицијата на вице-премиер во владата на СДС, за својата фирма обезбеди работа за увоз на електрична енергија во вредност од 2,6 милиони евра, која под притисок на јавноста мораше да биде поништена. Покрај тоа што владата, за да му удоволи, мораше во изборниот период да носи одлука, само за да може непречено и побрзо да ја изгради неговата хидроелектрана. Неправда е и филмската измама во фабриката Санос, каде со 20 вработени се сакаше да се прикаже дека ете владата помогнала да се произведуваат нови автобуси кои во реалноста ги нема. Неправда е што не се пушта во употреба готовиот автопат, кој е завршен, Демиркапија Смоквица, само затоа што го изгради ВМРО ДПМН и само затоа што сакаат со одоговлекување да прикажат дека го изградил СДСМ. Неправда е што се закочи и се стопираше градбата на автопадот Кичево Охрид, на експресниот пат Прилеп Градско и на автопадот Скопје Штип. Неправда е стопирањето на обновата на универзалната сала, на стариот отворен театар Скупи, на обновата на драмскиот театар во Скопје, односно градбата на нов објект, на покрајниот базен, новата катна гаража и конгресниот центар во Охрид. Неправда е стопирањето на градба на новиот клинички центар во Скопје, за кој што се беше подготвено и требаше да почне со градба. Беше склучен договорот и обезбедени средства. Неправди на секој чекор. Неправда е и запирањето на реконструкцијата на болницата Свети Размо во Охрид и многу други проекти. Неправда е молкот за спомениците дивоградби во одредени места како во Чаир или Речиса, но споменикот на Ќосето и на мајка Тереза и други херои сметаат. Галиите биле проблем, но поскапениот паркинг бил реформа. Поскапениот паркинг ни го продаваат како реформа. Неправда е одземеното достоинство на земјоделците. Пчеличарите из Висија, производителите на зелка и оние на пиперки и праски го фрлија својот род. Го фрлаа низ улиците. Неправда е што наместо 10% зголемување субвенции ќе имало само за оние кои имаат поголем принос, а воедно и ги намалија за 26 милиони евра субвенциите во буџетот на Македонија. На пензионерите им го кинаа зголемувањето на пензиите, на кое се надеваа. Во делот на политиката, неправдата водеше кон друга неправда. На силниот избор на председателот на парламентот, со кршење на Уставот, со кршење на законите за собранието, со кршење на деловникот за работа, доведе и до обид за носење на неуставен закон за двојазичност на целата држава, со кој се предвидуваат сите оние работи за кои што преходно Заев кажуваше дека ќе ги нема, а и казни за тие кои нема да се придржуваат. Ние ваков закон никогаш не прифативме и немаме намера да се согласиме. Со овој закон се нанесува неправда кон сите други припадници на етничките заедници. Ние немаме ништо против албанците. Ги почитуваме, им сакаме добро, заедно живеевме и ќе живееме. Но неуставни закони се неправда за сите.
Неправда е украдената волја на граѓаните и криминалните локални избори. Тие што со криминал се избрани, со криминал и ке владеат. Неправда е убиениот носител на листа, значи физички се елиминираше човек, се одзема живот. Тука е пукнатиот череп и протепувањето на градоначалникот на Шуто Оризари, како и нападнатиот полицаец од Свети Николе од активисти на СДСМ, кои му ја каменуваа куќата, го тепаа и му ја демолираа колата, додека неговите мали деца гледале и плачеле. Дел од полицијата беше активен учесник во овој криминал. Додека патриотите ги затвораат, не беше проблем, например, Бајо Саидију или оној Красичи да ги ослободуваат во очи на изборите, бидејќи им требаат за изборите, да им завршат работа. Но тие мораат да испорачаат за изборите. Не им беше проблем ниту единствениот градоначалник, македонец, надвор од Република Македонија, Едмунд Темилко, да го затворат, иако човекот е во тешка здравствена ситуација и со животно загрозено здравје. А човекот нема ништо сгрешено и со ништо не се огрешил пред закон, но сакаат да го скршат духот на слободумните граѓани во Македонија. Затоа што тој е еден од ретките борци за човекови права надвор од границите на Македонија. Како може да се фер и праведни изборите кога најголемиот дел од градоначалниците беа товарени со измислени кривични пријави како директна уцена од власта до нив? Да не зборам за полнењето кутии, следењето кандидати за градоначалници, заканите за бркање од работа, директниот подкуп, бугарските возови, фактот што едни мирни грачиња како Каменица, Берово, Виница, Веле, Штип беа преплавени од партиска полиција и личеа на Берут. Тоа остана неказнето и сега ќе го плаќаме цехот. Имаме убиства, разбойништва на секој чекој. Младиот Мартин Јанушев тоа го плати со својот живот, а по убиецот се уште се трага и не се знае дали воопшто ќе се стигне до вистинскиот нарачател. Затоа што тој се говори дека е близок до власта. Нема викенд да нема пукање, а последниот случај заврши со двојно убиство. Рекетот стапува на сема. Се вратија времињата на 90-тите, затоа што полицијата и власта се партнер со криминалот, а ќарот оди во джебовите на оние од хунтата на власт. Медиумите кои се прогонуваат по судови и финансиски се исцрпуваат и уништуваат со цел да се затворат, стануваат се повеќе занемени. Медиуми кои се исплашени за себе. Погледнете, нема медиум да е сериозно критички настроен кон власта, а над глава да не му стои СЈО, а сите или ЈО, а сите други кои прават хвалопесни кон делото на Заев и СДС се добри и демократски. Судството е уценето. Живееме во време на притиснато, уценето и контролирано судство. Поднесоа 15 кривични пријави за судии кои треба да судат и кои секако сега ги тераат судењата на начин со кој сакаат да им се допаднат на власта, за да не им се случи да бидат разрешени. Судството им требаше за да го имаат пиштолот во рака, свртен кон сите кои нема да се согласат со ова зло што и се случува на Македонија. Заев стана недостапен за правдата
иако на видео снимка се гледа како бара подкуп од 200.000 евра. Тој случај се загуби во судските лабиринти, случајот за подкуп, за разлика од оние фабрикувани случаи за опозицијата, кои мора да одат експресно брзо, еднаш, два пати, а некои три пати неделно, па така незаконски стекнатите снимени материјали надвор од законот под притисок во судиите ги направија законски. Видоа дека немаат докази за ништо, па почнаа да ги фабрикуваат, да ги измислуваат доказите. Доволно е да го прочитате членот 12 став 2 од Законот за кривична постапка, каде јасно и недвосмислено пишува дека нелегално стекнати аудио и видео материјали не може да бидат доказ во судска постапка, ниту пак од нив да се изведуваат докази. Но овој дел од законот веќе не важи. Неправда е тоа што судиите молчат. Најавија генерален реизбор на судии, но како тргнале, тоа нема да им треба. Стравот кај судиите да не бидат сменети, да не бидат разместени, да не бидат медиумски линчувани и обвинувани, ако не одлучат онака како што некој бара од нив, е поголем од гласот на аргументите и на вистината. Тоа се случува денес во Македонија. Зборува од СДС дека ќе ја врателе вистината, но тие секој ден ја убиваат на рати. Неправда е и тоа што секогаш досега судскиот совет, кога унапредува судии или назначува председатели на судови, ги поставуваше оние кои во минатата година освоиле најмногу бодови и кои се први на ранг листата. А сега отпаѓаат таквите, првите, и се бира наместо првиот, шестиот или седмиот, ако преходните се политички, партиски неподобни. Со тоа се руши моралот кај судиите да работат силно, да работат честно, да работат правилно, да работат напорно и да бидат најдобри. Неправда е и што се случи и што склучија договор со Бугарија, со кој се откажуваат од историјата. Од јазикот, што менуваат историски факти, без да го прашаат народот. Неправда е и тоа што договараат ново име, без да го прашаат народот. Тоа што сакаат да го решат преку ноќ, за неколку месеци, тоа што сакаат да го сменат преку ноќ. Јас како председател на ВМРО ДПМН 14,5 години се борев. Се борев да се задржи достоинството на македонскиот народ и на граѓаните на Македонија. Иако се решава да се реши на достоинствен начин. Мојата вина е што бев многу предпазлив околу националните прашања, околу државните прашања и околу прашањата кои што го интересираат народот и кои што му се значани на овој народ. Драги пријатели, слобода за убиците на децата од Смилковското езеро, но затвор за патриотите. Амнестија за над 1000 затвореници, но затвор за оперскиот пејач, за режисер, за актер, за архитект, за лица кои покажаа патриотизам и никого не повредија. Поранеше министер за внатрешни работи
кој даде се од себе да ја обезбеди безбедноста на државата и на граѓаните, и тоа го правеше. Куп негови колеги и соработници се ставени во притвор затоа што не сакаа да потпишат записник кој што е лажен, кој што е неточен и кој што некој го бара од нив. Неправда е намерата за притворање на пратениците од ВМРО и од коалицијата, затоа што биле на своите работни места во парламентот. Плачот на децата на Жаклина, на Дурвоски, на Сашо, на Владо, на Крсто, на многу несреќни мајки, на сите неправедно приведени, како Богдан и другите, останува да се памети со горшина и тага, затоа што овие луѓе страдаат поради Македонија. На 27. април, незаконски, а со тоа и неправедно, се назначи председател на парламентот. Се чини свесно темпирано токму во време кога сите знаеа дека се одржува едночасовниот протест на граѓаните пред парламентот, кој што преходно 59 дена мирно протестираа. Очигледно со намера да се постави стапица на револтираниот народ. Потоа се случија несакани работи. И денес многу невини луѓе страдаат, а тензиите во општеството растат. Затоа, со сета осуда на насилството од поединци, со целосно сочувство кон оние кои беа физички нападнати или повредени, но земејќи ги во обзир и грешните чекови на власта, ВМРО-ДПМН предложи закон за амнестија на учесниците од инцидентот на 27. април 2017 и почеток на период за национално помирување, затоа што овој реваншизам не води никаде. Доста е. Владо Јовановски, Игор Дурвоски, Борис Дамовски, Богдан Илиевски, Митко Чапков, неговите колеги и многу други граѓани не се терористи. Не се терористи. Тоа е лажно обвинување. 6 пратеници на ВМРО-ДПМН и коалицијата не се терористи. Тоа е лажно, многу лажно обвинување. Тоа е неправда. Тие само беа на своето работно место во парламентот и никого ниту убија, ниту повредија. Бараме слобода за патриотите. Бараме слобода за неправедно притворените. Потребно е национално помирување. Потребно е да се запре со неправдите, да запрат политичките прогони, да запрат хајките и местенките, притисоците и заплашувањата, да запрат неправдите во Македонија. Македонија мора да оди напред. На Македонија и требаат реформи, и треба влез во НАТО и во Европската Унија, и треба напредок, инвестиции, нови работни места и пред се правда, а не реваншизам и неправди. Народот бара подобар живот, повисок стандард, повисоки пензии, плати, решавање на проблемите и пред се правда. Денес одовде порачуваме. Неправдите се препознаваат секој ден, но времињата ќе се променат. Народот ќе си ја врати државата. И со тоа, народот ќе ја врати правдата во Македонија. Правда мора да има.
Неправдите на власта мора да запрат и ќе запрат. Затоа што овој народ го бара тоа. Македонија мора да успее. Македонија мора да оди напред. Македонија мора да биде силна, успешна и европска држава. Да живее Македонија! Да живее ВМРО ДПМН! Да сте живи и здрави! Ви благодарам!